Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: поради лошите услови за живот, без струја и со минимални приходи, семејството Ајетовски од Тетово бара помош. Екологистите бараат да се раскинат сите договори за хидроцентрали, како на Шарпланина, така и во Маврово. За да предупредат за последиците од неовластено користење мало и лесно оружје, особено за време на веселби, МВР и UNDP спроведуваат кампања. Поради лошите услови за живот во старата и дотраена куќа, без струја и со минимални приходи, семејството Ајетовски од Тетово бара помош од надлежните институции и од хуманите граѓани. Стара и дотраена куќа, без струја и соодветна бања, е дом на семејството Ајетовски од Тетово. 3 од 4 деца на Таир и Љулјета Ајетовски живеат кај нивни роднини поради лошите услови за живот во семејната куќа. Семејството не добива социјална помош, мајката Љулјета е невработена, а единствен приход им е пензијата на сопругот Таир, кој вели дека и да сака да работи некаде приватно, не може поради здравствените проблеми. Семејството бара помош од државата и од хуманите луѓе, со надеж дека ќе им се обезбеди соодветно живеалиште, за како што вели мајката Љулјета, низините деца повторно да бидат заедно. Мене ми е некако неугодно овде да седим, ова не е живо за нас, прво не е живо за ова дете. Како ја да го пратим у школа? Ова треба да се тушира, треба да се бајна. Услови немаме ние, никако. Немаме. Док имав ја, услови ја го издржавам, а сега за сега немам. Ја сакам само едно барака да ми дават, друго ништо не сакам. Така и така се децата ми са мене растурени. Срамота ова да ми бидат растурени деца. Едно таму, едно навака ми идат. Побратучетка ми че че спие само да има светло. Сопругот ми е болен. Од нога, од кичма. Не за работа. Мене социјално ми најдеа работа, ама знаеш каде ми најдеа работа. И тоа ми најдеа од кај Скопско пут. Превоз немав. Прифачав ја. Ама ја не може без превоз. Они ми кажу, снаđи се ти за превоз. Како да се снаđам ја за превоз? Ја ќе се снаđам, ако имам у джеп, ќе си идем со такса, ама кога немаш, со што? Ве молам само да ми се помогне да ги спасам децата мој од овде. По преселбата во Тетово, во дотрејната куќа на братот од Љулјета, откако претходно биле сместени во прифатилиштето за бездомници Чичино село во Скопје, семејството побарало помош од Центарот за социјални работи во Тетово, но и од општината, но како што велат, оттаму се уште нема добиено никаква помош. Ни социјално мене не ме прашува, ни никој не ме гледа мене. Од каде ја да сега да се снаđам ја за ови деца, кажете ми, да се помогне нешто. Сум бил, знае општината све. Ништо немаме одговор. Ништо немаме. Сегде сум бил. Ништо немам одговор. Семејството преку нашата телевизија упатува апел за помош. Доколку некој е во можност да им помогне, тоа може да го стори на следниот телефонски број 075 514 825. Се раскинуваат договорите за концесија за 7 мали хидроцентрали во Националниот парк Шарпланина. Екологистите бараат природата да се врати во првобитната состојба колку што е можно, но и да се раскинат и договорите за хидроцентрали во Маврово. Владата одобри да се раскинат договорите за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија за 7 мали хидроелектрични централи, лоцирани во зоните на строга заштита и на активно управување во Националниот парк Шарпланина. Раскинувањето е побарано од страна на Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. Со нацрт планот за управување со Националниот парк се предвидува откажување од изградба на 25 хидроцентрали и забрана за нови хидроцентрали
хидроцентрали во секоја од зоните на националниот парк. Аријанит Џафери, екоактивист од Тетово, во емисијата Топ тема на Телма, ја оцени како недоволна одлуката на владата за раскинување на 7 концесии и побара раскинување на сите концесии за мали хидроцентрали и природата да се врати во првобитна состојба. Се разбира онолку колку што е можно и да се урнат сите такви градби. Ние од далечната сега, да кажеме далечна 2019 година, прв пат сме ја отвориле оваа тема околу изградбата на така наречените мали хидроцентрали и ги нарекувам така наречени поради тоа што влијанието врз животната средина им е огромно, иако се како мали згради. Од тогаш сме барале веднаш да се стопира со давањето на концесии на нашите реки, нашите води, значи на бизнисмени и профитери кои од тоа профитираат нормално, а луѓето ги остават без вода. Тоа као прво и као второ, значи истите тие профитери кои добиваат 70% од субвенциите, фидин тарифите на државата кои се за обновливи за производство на струја од обновливи извори, додека тие мали хидроцентрали произведуваат нешто околу 3%, значи од целокупното производство на струјата во нашата држава. Затоа и од времето ние рековме дека ова не вреди, значи не вреди да се трошат толку пари за хидроцентрали, каде што ќе се уништи природата, животната средина, екосистемот, целиот биодиверзитет на шара и не само на шара. Но, значи, ние сме барале од почеток да не се изградат мали хидроцентрали, поради тоа што не вредат, не произведуваат доволно струја, а штетата е огромна. Како и да е, значи, вчерашната одлука за раскинување на 7 концесии не е доволна, ни од близко не е доволна, значи треба да се раскинат сите концесии за мали хидроцентрали, поради тоа што уште еднаш ќе истакнам не вредат и да се врати значи во првобитна состојба природата толку колку што може. И да се нормално значи тие згради веќе што се изградени таму треба да ги рушат и да се врати природата на животните па и на луѓето. Раскинувањето на концесиите за изградба на малите хидроцентрали во Националниот парк Шарпланина треба да продолжи и во Маврово, апелираат од граѓанската организација Екосвест. Укинувањето на договорите на овие енергетски објекти во Националниот парк Маврово, сметаат екологистите, ќе биде првиот и најважен чекор и во одглавување на процесот за репрогласување на нашиот најстар национален парк, во кој повеќе од 10 години, како резултат на неодржливото управување се предизвикуваат огромни штети по екосистемите, биодиверзитетот и вредностите на паркот. Кризниот штаб на Стопанската комора денеска одново заседаваше на тема енергетската криза и проблемите со високите трошоци за струја. Според најавите од вчерашниот состанок на економскиот совет е дека тоа ќе следи следната недела. Ние исто така завземавме и став и знаете дека имаше соопштение претходната недела после одржување и на седницата на управен одбор на комората дека кои се очекувањата на бизнисот. Значи бизнисот очекува поддршка. Ја би сакала да ве потсетам за нашите предлози на мерки, кои што ние постојано ги потенцираме, но и повторно беа ставени како предлози, а тоа се следните, значи да се субвенционира цената на електричната енергија за индустријата, по примерот на соседните земји. Секако да се обезбеди правна рамка за фирмите да излезат од постојните договори за снабдување со електрична енергија, за да можат да склучат договори со ЕСМ снабдување. Максимизирање на државното производство на електрична енергија и вишоците да се понудат на индустријата по производна цена, што како најава е, мислам, веќе почнат процесот. Намалување на ДДВ-то за електрична енергија од 18% на 5%. Како што кажав, сите овие мерки се изградени уште во септември 2021 преку МЕА. Меѓутоа, основно е тоа што компаниите на слободниот пазар, кои што се членки на комората и преку сите асоциации, сугерираме дека врз основа на сите компаративни анализи треба да добијат определена базна цена над која државата би ги покривала трошоците и со тоа би се создале неопходни претпоставки за
некаква предвидливост која што е основа на бизнисот. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска на денешната конференција на тема згрижување и згрижувачки семејства истакна дека преку размена на искуства и пракса со Австрија се унапредува згрижувањето како форма на заштита на децата без родители и родителска грижа. Започна кампањата на МВР и UNDP "Секој куршум има мета, слави со срце, не со оружје". Главната цел на кампањата е да предупреди за последиците од неовластеното користење мало и лесно оружје, особено за време на веселби, како и да се намали бројот на инциденти поврзани со пукање. Во контекстот на недозволената, односно незаконската употреба на малото и лесно оружје при веселби и прослави како проблематика што манифестира заканувачки потенцијал по општата безбедност на луѓето, тогаш без никаков сомнеш можеме да констатираме дека денешниот настан представува токму таков вид на институционален активитет. Пред се превентивен, насочен кон севкупната јавност, кон нужноста за реално разбирање на опасностите и последиците од несвесното и незаконското користење на оружјето, таму каде што воопшто не му е местото. Уште повеќе што преку него се промовира еден партнерски однос на Министерството за внатрешни работи и Програмата за развој UNDP при Обединетите нации во насока на подигање на јавната свест преку кампања наспроти споменатото девијантно поведение. Всушност, денеска промовираме една поинаква димензија на оваа кампања, што објективно ние како Министерство заедно со UNDP во Република Северна Македонија веќе иницииравме во изминативе речиси месец и половина, фокусирајќи се на поширока офатеност на проблемот. Имено тргнувајќи од мотото "Секој куршум има мета, слави со срце, не со оружје". Сакаме заеднички да ја анимираме индивидуалната и да ја подигнеме јавната свест за сите опасности што произлегуваат од носењето и од злоупотребата на малото и лесно оружје. Само за илустрација, во текот на минатата година, заклучно со крајот на минатиот месец, според статистичките показатели, полицијата евидентираше 14 случаи кои се поврзани со злоупотреба на оружје при веселби и прослави. Следуваат информациите од билтенот на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово
Вчера во 8 часот и 50 минути на улица Маршал Тито во Тетово лишиле од слобода 25 годишен тетовец кој претходно ја оштетил влезната врата и дел од инвентарот во угостителски објект на оваа улица. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Малолетник од Тетовско Церово вчера во 15 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 12 часот и 20 минути во двор на Тетовско средно училиште во кое што учел. Тој и негов другар биле физички нападнати од 5 лица, од кои едното ученик во истото училиште. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска 30 на минути после полноќ во тетовската населба Дреновец, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 18 годишник од Тетовско Мерово и 19 годишник и 16 годишник од Тетово, затоа што при нивен и преглед на паркирано патничко возило Форд со тетовски регистарски ознаки, во кое што се наоѓале била пронајдена марихуана. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. 52 годишен гостиварец вчера во 12 часот во СВР Тетово пријавил дека на 29 и 30 минатиот месец неговиот малолетен син физички бил нападнат од тројца други ученици во истото гостиварско основно училиште. Се расчистува и документира случајот. Од СВР Тетово информираат дека вчера на Тетовско-гостиварското подрачје била спроведена акцијска контрола за престигнување, во која биле санкционирани вкупно 47 прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово вчера од 14 до 19 часот спроведе акцијска контрола за престигнување, а во која се откриени и санкционирани вкупно 47 прекршоци, 10 во Тетовско и 37 во Гостиварско. Најголемиот број од прекршоците, односно 35, се однесувале на престигнување на забраните места, додека 2 на престигнување во колона од возила. На сите прекршители изготвени им се поднесоци, тие ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид сообраќаен прекршок се движат од 45 до 250 евра во денарска противредност. Покрај ова, на оние кои престигнувале на полна линија или во колона на непрегледни места, предвидена е заштитна мерка, времено одземање на возачката дозвола од 3 месеци до 1 година. Вакви и слични контролни активности планирани се и во наредниот период, дотолку повеќе што непрописното престигнување и годинава е една од неколкуте најчести причини за сообраќајни несреќи на полошкото подрачје, покрај неприлагодената брзина, управување под дејство на алкохол, неправилно вршење дејствие и друго. Вчера исто така на Тетовското подрачје биле санкционирани 6 возачи кои управувале без положен возачки испит и валидна дозвола, како и 13 непрописно, односно погрешно паркирани возила. Откривањето и санкционирањето на овие два видови сообраќајни прекршоци планирано и во наредните денови што престојат, со напомена дека за 9 месеци од годинава биле санкционирани 1306 возачи кои не поседувале возачки дозволи, а вкупно 2792 непрописно паркирани возила биле подигнати од Тетовската пајак служба.
Ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!